Со фудбалскиот дрес и убавите дипломатски зборови за стратешко партнерство, веројатно се крие црната листа од САД. Премиерот Димитар Ковачевски демантира дека советникот од Стейт Департментот во своето куферче му донел список со корумпирани и криминални политичари. Сепак првиот човек на владата реферирал пред Дерек Шоле за високите случаи на корупција во земјава. Тема на разговор била и енергетската криза, македонските евроинтеграции, владење на правото. Не зборувавме воопшто за тоа, бидејќи тоа е активност која што ја спроведуваат Соединетите Американски држави. Доколку го знаете тој процес, тогаш Соединетите Американски држави знаете дека има стратегија за борба против корупцијата, која што е објавена од страна на претседателот на Соединетите Американски држави. Разговаравме исто така и за борбата со корупцијата и владењето на правото. Ние сме држава која што има стратешки договор и стратешки диалог со Соединетите Американски држави и во рамките на тој стратешки диалог, кој што следен состанок ќе се одржи во првата половина на оваа година, исто така ќе бидат присутни и овие теми кои што се во делот на унапредување на владењето на правото и борбата против корупцијата. За премиерот Ковачевски, кој веројатно има розови очила, сме постигнале зголемена ефикасност во правосудниот систем. Тој се пофали дека со Шуле разговарал и за сите унапредувања во овој сектор. Сепак останува дилемата на какви успеси мисли Ковачевски, кога токму меѓународниот фактор постојано го критикува македонското правосудство. Наспроти овие оптимистички изјави на власта стојат критиките од САД и Европска унија, дека Македонија нема испорачано речиси никакви резултати и покрај се што досега вложиле. Амбасадорката на САД Анџела Агелер пред само 2 дена уште еднаш повтори дека борбата против корупцијата треба да биде приоритет, а истиот ден евроамбасадорот Дейвид Гир во Македонското собрание ни порача сериозно да ја сватиме борбата против корупцијата и криминалот. Тимот за санкции кон крајот на минатата година амбасадорката Агелер го најави без да ги штеди македонските институции. Ова можеше да се заклучи по нејзината тогашна објава во која јасно стоеше: на правосудниот сектор во Македонија му требаат повеќе истраги и обвиненија, за да се покаже дека никој не е над законот. До сега никој не откри кој ќе биде мета на тимот за санкции и ќе се најде на црниот список на Соединетите Американски држави.